Навистина ми е драго што ја добивам наградава. Пред се, поред долгата пауза, оваа година град Прилеп доби ваква манифестација. Чест ми е и задоволство пред се да ја поздравам иницијативата и да го поздравам организаторот. Ви благодарам на сите, спортот и спортистите, сите знаеме дека се најголем амбасадор за една држава, за едно општество и за еден град. Треба да ги чуваме, негуваме и поддржуваме спортистите. Вечерва бев сведок на многу млади, надежни спортисти кои што излегува тука. И ви ги честитам наградите на сите и се надевам дека ќе го продолжите патот по кој што ќе корите. Гордо, да верувате во себе и да ги повторите и надмините досегашните резултати. Ви се заблагодарувам уште еднаш. Мислам дека не сгрешивме со одлуката да продолжиме со повторен избор на спортистите, 10 и најдобриот спортист во градов Прилеп после 11 години. Мислам дека ќе продолжиме од година. Исто така, за оваа година малку скромно, нечујно, не бомбастично, ама пристојно и достоинствено. Гледајќи ги лицата на сите што ги добијат наградите и следните што ги добијат, мислам дека задоволството ќе биде уште поголемо. И поттикот кај сите млади спортисти што сте овде присутни и што не се доенска со нас, надвор се или не се во градот, јас сакам да му честитам на сите млади спортисти, посебно гледам дека сте повеќе млади овде во салава вечерва, поттикот за да постигнат што подобри и подобри резултати ќе постои уште повеќе и уште повеќе. Не можам да не спомнам, го спомнавте вие дека Прилеп е најфудбалски град во Македонија, како и што беше. За жал, победа сега не е она што беше, тоа што сакавме и што сакаме да биде. Ама тоа не значи дека нема во идниот период да биде. Не можам да го заборавам ни Тутунски комбинат и преполната сала на универзална која што години на сите се сеќаваме и тие два монументи, градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп и универзалната сала во Прилеп, тие неделливи, едните за фудбалното за фудбал, другиот за ракомет, спортски објект, останаа во сеќавање, а за жал последниве неколку години како и да не постојат. Ние се погриживме како локална самоуправа и лично се заложив за како градоначалник за градскиот стадион да се возобнови, да се реконструира и мислам дека околу 90%, 95% е завршена работа. Жал ми е што не е во наша надлежност и можност за она што требаше да го направи и што треба да го направи Фудбалската федерација на Македонија, тревникот на стадионот, дека пролетва ќе биде направен. Вечерва сум среќен не само за себе, што го добив ова признание за животно дело, туку затоа што и ова раководство на градот успеа после 11 години да го врати овој избор на спортистот на годината, за кого ќе кажам дека сум негов татко. Како студент и како ученик во Радио Прилеп правев ранг листи на 10 најдобри спортисти во Прилеп. Го прогласив прв спортист на Прилеп беше Алија Алиговски од Црнилиште. Борење, кога во Скопје се одржа шампионатот во борење, а тој го освои прво место. Понатак и да не зборуваме, меѓутоа, кога се формира Центарот за печат и радио, почнам да го вадиме весникот тут овај Народен глас, организирав спортска вечер и избор на најдобрите спортисти, кога го прогласивме за најдобар спортист Трајче Бошковски Чачо. Се заблагодарувам за ваквото внимание на сите. Го сакам овој мој град, херој. Не можам без Маркови кули, не можам без Сато, не можам без Прилеп.
Буџе мој, правите за Прилеп. Се да направите за Прилеп. Прилеп е херој. Сакам Прилеп да биде што беше најфудбалскиот град во Југославија со 22.000 на стадион. И сакам да доживеам, да седнам на новиот стадион Гоце Делчев, во свечената ложа, да погледнам зелен тепих, пол стадион и дури да ме повика тргни со топката, да чекна, да ја чукснам топката.